Ветерот толку многу јако дува овие денови, што ги раздува сите емисии и не стави нас пред вас, за да можете да не гледате и оваа вечер, па затоа ви посакувам добро вечер на сите. Дува, бога ми јако дува ветерот. Иако тоа е тешко, сепак ми се чини дека и од Ферус и од Джамбо заедно дува уште појако. Овие ниски температури се сепак само уште еден доказ дека има зима. Нема шега, има зима. Зима, бре, кој што ќе посака и кој каде ќе стигне. Нема кој да ти даде, а да ти зима, ги има еден куп. Па во таа заедница каде што секој нешто ви зима, ние сакаме да ви дадеме уште една епизода од емисијата која се надевам ве држи секогаш ведри и насмејани. Велам ние затоа што и податаму сме со нашите партнери и поддржувачи кои исто така ви ги даваат своите производи на тацна или што се вели онака на изволта. Генерален спонзор е Визијана, природна минерална вода, која ве одржува во кондиција, а помага и за вашата умствена гимнастика, заедно со другите кои го представуваат нашиот град, но и себе си сами, да, пред сите вас. Алфи Техноцентар со преполните продажни центри со еден куп артикли во Скопје и Кубаново. Сокови Кватро и Сано, барани и достапни за сите и на сите продажни места, како и млечните производи на бучен козјак, вкусни и здрави за сите генерации со чудесни карактеристики за сечи вкус. Детергентите од Арис за чисти садови, просторија, велат и гардероба. Па кој не верува, ете нека проба. Може да ги пробате и гарнитурите од Тетра Мебел со мало предупредување дека кој пробал не се откажал од намерата да ги има. Ај сега да пробам јас нешто да ви кажам, ама со намера тоа да ви биде интересно, а не здодевно. Добра вест за сите наши сограѓани, а посебно за охриѓани, дека оние кинезите што изградија болница за 5 дена, се сеќавате, болница за само 5 дена, сега дале збор дека ќе дојдат еден викенд кај нас, онака на прошетка, и додека се тука за викенд, ќе го завршат автопатот Кичево-Охрид. Не се знае кој викенд, ама кој да е обичен е. Не продолжен, оти тие такви и немаат. Продолжен немаат, оти ништо не разбираат, бе. Добро, додуша нас и во Европа тука слабо не разбираат, а не пак кинезите. Велат напред одите, а како наназад да се враќате. Како да сакаме, бре, мајката во рикверс да влеземе во Европската унија. Исто како при полагање на возачки испит. Сине, вели таткото, како оди полагањето за возачки? Одлично, тате, одлично. Сега вежбам да возам назад. Назад? Супер, сине, само напред. Добро, сепак строги се и при полагање на возачки испит можеш и да паднеш, за разлика од овие дисперзирани, каде што можеш да паднеш онака само случајно, ако се сопнеш пред да влезеш. Па да не беа сопки, кај ќе ги беше крајот на политичари, ке не внесеа тие во Европската унија, па уште пред таа да се формира. Ај сега, ние да ве внесеме во нашите содржини. Увекат еду мармалат ме боли. Како да ти изведе зуб? Па ја не сум зубар, јас сум доктор. Кога сум слушнал дека за женски има тоа... За раце има, за бицепс има, за гради има. Има облакаш, како да го наречам, како Супермен на Бетмен оглоб. Кој на Бетмен оглобот го облакаш и да речеме мајца до згоре и се познав кој да имаш мускули. Овај цвртска е различна. Како свитка или звезда, кој го видите, кај ќе се ударите с мало пршче на ногу од термо што још стои од дневно и не га користите. Што ти толку ја на тебе погреши, па ме префрди у женско оделење, беше фекудела паче. Тој не е до мене. Од озгора наредба. Они се јавива у понеделник, кажа, ја, знаеш какав сам, одма понеделнички, за тој те префрди. Нема таки фуц. Теја ти го дојди како лисица са сопаш под зачисти балко, а пуно ми на збори. Нели Владко Лозановски кој излезе? Он го имитира точно, Владко Лозановски наполни сала 15.000 луѓе. Така, Тамара Тодеска наполни сала 15.000 луѓе. Денга сега наполнеа сала 15.000 луѓе. Не значи дека немаме. Не е дека нема. Има квалитетни продуценти. Глеј го бе, ладна како шприцер.
Добро бе, жено, како може да не се нервираш, кад ја цело време ти се деру на тебе? Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED ТВ на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Докторе, вади ga зуб. Увек кад еду мармалат ме боли. Како да ти извади зуб? Па ја не сум зубар, јас сум доктор. Ба, доктор си, мој доктор. Вади ga, до тој ми е. Има да ga фрлю у веце шолју. Зашто да ga фрлиш у веце шолју? Па, кад не уме да еде мармалат, нека еде лајна. Минатиот пат ви ветивме повторно глумец или актер или политичар. Актерите се на представи, политичарите недостапни, како и секогаш не се јавуваат. Па ако нема актери и политичари, има музичари. Вечерва наш гостин Иван Јованов, фронтмен, да кажам, на групата Либеро Бенд. Многу интересно, на групата Либеро Бенд. Тоа е едно исто. Или на бендот Либеро. Или на групата. Како ги кажеш ти така нека? Иван, добре дојде во Нема љутиш. Добро најдов. Јас се надевам дека имаш гледано, ние се обидуваме да ги насмееме луѓето, помалку сме несериозни. Баш затоа ми се допадна, ја прифатив поканата бидејќи сте карено несериозни, а јас сум многу несериозен и поради позитивната атмосфера што видов, тоа што се што видов ми се допадна, затоа и прифатив. Добро, тогаш ајде одма со една сериозна тема. Веднаш за музиката. Како се одлучи? Приказката оди обично така што велат од мали нозе, ама кај тебе не е тој случај и мислам дека не си се одлучил сам да се занимаваш со музика. Кај мене од мали нозе, да. Прв одеше брат ми на музичко, го носеше мајка ми, многу подоцна мајка ми откри дека уствари јас многу полесно ги пеев и ги свирев вежбите што брат ми требаше да ги исполни. И така почнав јас да одам на музичко, ме запишаа на виолина, нижо музичко одев и на хор. Тоа беше 4 години. Како нижо имав, не завршив 6, потоа паузирав 2 години, па се запишав средно музичко, завршив виола, јас никогаш не бев пејач, пропеав што се вика од мака, немаше кој да пее, во класот сакавме да направиме бенд, јас до тогаш долго време свирев, па кога рекоа нема кој да пее, ај ти имаш као добра боја, ти ќе пееш, и така одлучив дека тогаш морав да одлучам да бидам пејач. Значи мама завршила работа. Мама заврши работа. Ништо без мајка. Ништо без мајко. Ја го прашуваше мајко ми, мамо, кај ќе купиме нови кола? Ќе купиме, сине. Тато многу работи овој годин. Друг годин го прашува мамо, овој годин ќе купиме ли нов телевизор? Ќе купиме, сине. Тато многу работи. Треќу година викам, мамо, а ја да имам нешто, братче, сестриче?
Не може да имаш ти братчи и сестри, че тато много работи овие 2 години. Тоа Много. Мама, може ли точак да ми купиш? Вика, не може. И не може да ме викаш, бе, майка, мора да ме викаш само затоа што живу со татка ти. Па добро, како да те викам? Па што, Зоки ме викаш? Како што треба? Спомнавме од мали нозе, како мал си бил палав? многу проблематичен дечко. Да? Да. Дечко Опозит од сега, значи страшно. со Тепање краток све. фитил? Да. Немирно дете, а? Да, со тепање, со девојчиња, со родители, со закани, со тоа, со све. Како ги викаат сега дебелите деца? Хиперактивни. Дебелите? Да, Не дебелите, немирните. 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 Оние премногу активните, хиперактивни. Хиперактивни, не викам, али од многу трчаат. На. И у градинка што ги носат и тие се хиперактивни. Да, и тие се Да не бидат немирни дома, ги носат во Се тепаат градинка. со деца, да. Абе, како понеделник, мајка отишла каде njeni на гости. Njeni to je koji njojni. Тоа njeni тоа Каде дојде? Да, Кај незините. Кај незините, татко слободен. Стане татко са вајле, разбуди го дете, направи му доручак за руку и у градинку. На врата на градинку вика учителко, овој не е наше дете. Овој за руку, авто у другу градинку. И таму у градинку вика, исто учителко, васпитачка вика, овој не е наше дете. По пут негде на кој треќу градинку, дете вика, тато, нема време за уште едну градинку, ке се забаву за у школу. Епа се. Кога ги мијат рацете хиперактивните деца, знаеш ли? Пред мала кога нужда ги- или помала нужда? Па би требало воопшто да не ги мијат или да ги караат за да ги мијат. Не знам. А да, дека е негово, па нема. Не, за време на мала нужда. Хиперактивни деца. Тие тука може да се оправда. Кажи ми, каде настапувате најчесто со бендот? Клубови? Најчесто со бендот сме, бидејќи сме сите од Скопје, најчесто настапуваме во Скопје. Како најблизо град, нели, овде сме многу често гости во Куманово. Во Кавадарци сме исто многу чести, во Битола сме многу чести. Оваа година исто така многу датуми имаме во Струмица, така во поголемите градови, ама Скопје, Куманово, да кажам, најчесто ќе биде оваа година како релација. Инаку клубови, ресторани, кафеани, Па каде ние пред... затоа се викаме Либеро Бенд, така и одлучивме кога се одлучуваше за името. Не знаевме како да се викаме, бидејќи сакавме да свириме се. Под се подразбирам од македонско, народно, забавно, евергрини, странско, турбофолк, не знам уште кои жанрови, уште бугарско, што све немаме пропеано за да задоволиме секако вид на публика. Значи да бидат задоволени сите вкусови и да можеме да да опфатиме поголем дел, затоа свириме во Србија, свириме во Бугарија, свириме во Германија, во Швајцарија, сегде каде што каков репертоар ќе ни побараат, тоа можеме да понудиме. Како е со распоредот? Имам чуено дека добри бендови 8 месеци до година дена распродадени веќе закажани свирки. Што по свадби, што настапи? Па еве сега да ти кажам од сега, точно од сега ние имаме околу 90 на датуми со веќе договорени со Капар, со се, дори нова година имаме договорено веќе и датуми за 2024 година. Збориме за свадби, иако ние не работиме само свадби, имаме и клубови и кафичи, бидејќи унапред ги договараме на станите како едно место, да речеме, се зима месечно поеднаш или се зима по 7 датуми и така, фалому на Господ, ние барем функционираме перфектно во тоа, немаме утнато до сега ни датум, ни ништо и дај Боже сите што се помали бендови, ново формирани таленти, пејачи, пејачки, исто така да се договараат. Супер, значи сепак весело во Македонија ако сите се жалат дека е тешко. Па, ако се жалат музичарите, мислам Не велам за дека, музичарите, не знам. луѓето се жалат, ама еве има веселби постојано. Што ќе прават Не, кога се па женат? види, веселби има, но знаеш како се осети овој период, да речеме јануари, крај на јануари, почеток на февруари, секогаш е критичен. Ние музичарите не осеќаме, меѓутоа се гледа тоа на настапите, знаеш, не е толкава посетеноста, не се толкави сметките што ги плаќаат и нели се е тоа приметливо, бидејќи нема многу гужва. И па среќа наша, затоа те добивме за гостин во тој период кога си слободен. Чули стар, ако планираш да се разведеш па да се жениш, унапред мора година дана, пошто Абе, за него не е проблем, у понеделник ќе направиме свадба. јас имам правено во среда. Па што ми фали? Ти затоа си среќен, види. да, разведе се. Ама пак затоа си среќен. Битно е да си среќен, не е битно дали си разведен или не. Вака приватно по кафеани одиш со друштво? Многу често да, баш неделата бев тука.
кај еден мој многу драг колега да си го поздравам Атанас и си поминавме преубаво. И ја да си го поздравам Атанас. Така. Со друштво, значи, онака, боемски тип си, алкохол конзумираш, умерено. Да ти кажам, избегавам, бидејќи имав некои здравствени проблеми изминатиот период. Имав пред 4-5 години, имав некоја почетна фаза на канцер, имав на гласни жици, па сега нешто ноември пак ми најавија, малце ме оплашија, ама све тоа се санираше, се реши без операција овој пат, минатиот пат морав да се оперирам. Сега, фала му на Господ, сум добар, немав долго време вежбано, немав физички активности, ништо, сега се враќам и на тој план, имунитетот да го зајакнам и така. Добро, и ја имам проблеми со грлото малку, ама ја ракијата како лек ја конзумирам. Добро, јас конзумирам ракија, ама сега воопшто долг период немам вкусен алкохол и така малце припазвам, бидејќи нели мора да го вратиме имунитетот на прв пат. Како терапија, 3 пати на ден препишано. 3 пати на А главно. велат, штетна била ракијата, штетна. Да, како била штетна, века има ракија, нема. Ту, штетна. Така е штетна. Кад сме каде штетни работи. Беше пред некој ден на доктора. И слушаме доктор. Вика, ти пушиш ли? Викам, пушу. После секс. Познавати се. Плуќа ти како нови. Кад смо кој секс, викаш еден на мужа, добро муже ти, одма се кара. Знаеш ли ти, откад не смо ми имале секс? Добро, бре, ти што си па нервозна, одма почнеш за тие работи од пред 5 години. Све се навраќа на старо, века пред 5 години. Уште една работа за која знам дека ја практикуваш, вежбаш во теретана, што може да се види на тебе. Па почнав 2 недели, а немав вежбано, да ти кажам, 7 месеци. Да, ма и пред тоа, сигурно. Да, долго пред тоа време. долго време и спортував, да. Сам редовно мал фудбал играм со пријатели и така. Ја више да ти кажам, у теретано не иду. Идеш едно време. Па те Па гледам. сви огледала за фатени, мајко. Да, па сега Сви огледала, такви време па ја дојдат. 15 минути вежба, 45 минути имаш. И тако го кажа и на жена. Да, тако го кажа и на жена, вика. Сви огледала за фатени, не иду више, викам таму. Ти си си Справе, изгоден вика. природно. Викам, кој справе? Справе ли има таму у теретано? Справе комшијата, справе го вика. Надимак. Они викав да нема огледало у теретано, дека пола и повише нема да иде. После што знам. Па добро, сега ще има, знаеш, мора и си идат луѓе пред да иде у теретана, иде се дотерува, се купува све скапа опрема, иде у теретана 2 недели и толку. Ама битно слики има. И крај- Браво, века, крај идем у прича? теретана, кај идеш у теретана? Браво. Добро, тело нели после треба да покаже. Не е битно се. Битно е со опрема да се слика, све да си марка од тоа се. Чекай, има нешто за мажи, некои подметнувачи тие, како и викат, нели за жени има. Има тие подпунки. Пуша, Све имаш, што подпунки. сакаш Има? на Алиекспрес пишеш и све имаш. Кога сум слушнал дека за женски има тоа. Абе за раце има, за бицепс има, за гради има. газот- Има облакаш како да го наречам, Као Супермен на се правиш. Бетмен оглоб. Кој на Бетмен оглобот го облакаш и да речеме мајца до згоре и се познав кој да имаш мускули. Ја и доблечу тако горе Се околу него ќе му стои со кошулата. Ја мислам дека кој мене башке ми испуни. Тоа. А, Бетмен. Да. И та-та-та, Бетмен. Уши не мора да ги ставиш. Добро си. Добри са ми уши да стои. Здраво се храниш? Водиш? Па да, водам моментално многу водам, како што викате вие, воду есап. А, да. Да. Чиста И- сметка. Да. Повеќе сум на протеинска исхрана, припазвам колку можам да не јадам благо, пржено, сокови и такви работи, ама нели со нашава работа, кога ќе завршиш со настап у 4 саба е лепо и нема баш избор кај да јадеш и што да јадеш здраво. И одма на бурек, па. Па брат. Ова маса не е од Турција јадај. Да. И многу често буреци, да, пекари посетување, ама тоа го избегнуваме малце поретко. Сега види, храната ти е најбитен фактор у вежбањето, да не се лажеме, ама најчесто е, како да кажам, подобро е да јадеш пред настап, него после настап, ама тоа многу ретко го практикувам. Јас признавам дека јадам после настап, бидејќи што и да јадам пред настап, после настап сум гладен, така да неизбежно ми е. А трошиш очигледно многу енергија. Па трошиш, брат, отвори види кога пееш 2 сати колку калории се трошат. Исто ти е како онаа работа. Да. Просто гледаш он со луѓето, како знае одма му тебе. Добро, тогаш јас таа работа ќе си ја практикувам, бидејќи за таа ми треба 2 минути. Зашто ме 2 сата? Река да не се мачиш 2 сати, па и ти си управо. Потреба тоа. И јас се хранам здраво. Ќе идам дома и ќе се најадам здраво и завршена работа. Здрава исхрана. Битно има здраво реченицата. Не мора све да јадат толку. Се дадем се чувствуваш удобно тука во студиото, доаѓаме до крај на првиот дел.
Се надевам дека и гледачите се чувствуваат удобно покрај малите екрани. Уште ги викаме мали, они видно. Сега зашто телефоните се мали екрани. Да. Некои може телефони би мали екрани, гледаат. Не да, бе, да, спесник. мал екран. На малите екрани. Малку со скечеви јас и Коки, па потоа повторно во студио со Иван Јованов. Цврцка? Подсеќа ли ве на цврцкање на телефон од страна на пријателја кој нема кредит? Збору за минато свршено определено време и определени људи. Па не е тој. Овај цврцка е различна. Како свитка или звезда, кој го видите, кај ќе се ударите с мало пршче на ногу од термо што још стои од дневну и не ga користите. Господ кад нас створија додаја ни га тој мало пршче од време на време да не посеќа и кад ни е убаво дека може да биде лошо. Јас се, например, некад не сакајќи удару с чуку прс и ми сви цврцки искочив. Виду ги сви звезде на небо, изброју ги, а звезде још ми искачав пред очи. Кад бесмо деца игра смо криво магарицу, а у игру кисело млеко се рита смо како магариња сведок не си ги истерама цврцке меѓу себе. Добра, така, бесмо деца и не разбира смо дека не мора да си вадимо цврцке. Сак па како возрастни гледамо очи да си повадимо нормално, па правејќи си цврцке, узајамно. Дали се работи за добри комшиски односи или за размену на економско-политички убедувања, не знам. Важно, вадимо си цврцке. Оној ново младо дете што ga примисте скоро. Много наивно бе, шефе. Бре, откуде па ти тој примети? По муабет. Не веруваја он дека може муж и жена заедно да биде во кревет, а да не се деси ништо меѓу нима. Па он нека семе, нека рипне, па нека се ожени и така ќе поверуе, кажа ли му? Кажа му. Него, што ти токо ја на тебе погреши, па ме префрди у женско оделење, бе, шефе, куде алапаче. Тој не е до мене. Од озгора наредба. Они се јавива у понеделник, кажа ми ја, знаеш какав сам, одма понеделнички, за тој те префрди. Па да, понеделнички ти ако не ми га усереш дан на работу и целу неделју, фамилија ми испоштуе одма чим му легну дома. На прво. Зашто да не кажате ви веќе дека те префрли у женско оделење? Да кажаво на жена. И? И што и? Одма се у вторник на цртако до мене на оделење, шеф. И? Да ги видела колешке какви су. Много љубоморна. И што вика после? И што, напунива во главу со глупости. Замисли, јас сам требаја да пеглам дома. Ајде, молим ти се. Па што ако си требаја, па тој не е ништо страшно. Ја по дома пеглам с година. Не такој како што мислиш, бе, безобразан, стар мачо. Стварно пеглам, истински, со спеглоној. Старинско имам, на пар. Ама зему сипу тие раки од 52 степена унутра. И после пола сад, кога ќе почне да испаруе, на мој среќу нема крај. Знаеш што? Пеглам и поју. А тој што го убедива дека нову машину за прање на лишта треба ја прв да го пушту. Да сам научија. По добро бе, Мечко доведе во планину, па научи да игра, па ти па што, и тој не е страшно? Да, не е страшно. Измрзна бе цел саат гол стојајке до њума. Зашто гол? Па затоа што убаво пише упутство. Прво прање да се обави без лишта. Бога ми, ти стварно си измрзнае. Па како се згреа после? Со стракiju како. Него и тој ми најде мано овај мојата. Што? Главо ми ставља, демека свака чашка ракију га кратила живот по 10 минута. А, тој не е тачно. Доведи го слободно, ја ќе го кажам. Ма јок бре, јас само колко сам те видеа, ракија колко си испијал дека на работа. Па ти си умреа још 41. Прва пушка каде пукнал. Бре,
жена бре, мала рипнала и у бању отишла брз сега на 2 недели. Абе, знаете ли колко ми фали? Много ми фали. Бање, па и она нашла сега баш да прави. Па могала би од време на време да ме посети, да се спушти од тој бању и да сврати до дома, да испегла, да испере, усиса и да си ги изврши, бре, брачни дужности. Полко треба, бре, и да се издере малко на мене пред да појду на работа. А не све мајково го праќа. Нема таки фуц. Те ти го дојди како лисица са сопаш, подзачисти малко, а пуно ми на збори. Што има, бре, да ми го праќаш ти мајко ти, кад ја моју маму не сам го видеа са глав? Да, па и тате вика, досе, па ти да си го сакаја мајкову, њума би го женија. Ама ете, дојде баба, ја што да прав? Од пристојност на кој морам да го цуну. Желивам го у еден образ, она вришти. Бре, викам, што во е? Зимам, целивам у друг образ, она па вришти. Што е работа? Кад да веду? Оно ја цигаре, бре, сам ga забравија уста. Залепило се. Смири се она тако едно време и одма, бре, чалам да покаже, па вика, зете, знаеш ли ти дека што га купи ја онај тросет за вас? На njega можев да седне 5 човека без проблем. И куде ја сега да најду 5 човека без проблем? Ете, дома ме зезав такој, па и на работа отиду, па и тамо ме зезав. И шефови и газде. Ама ако, викам ја, све док ме плаќам колко да не умру, ке работу колко да не заспiju. Па они, слободно нека се шалив на мој рачун, слободно. И онакој ми е блокиран преко лето, а преко зиму ми е замрзнат. Да не се налутат другарите од бендот малку повеќе сега и за Либеро бенд. Колку години постоите, рече дека се знаете одамна? Да, уште од средно. Александар и Александар, басистот и клавиатуристот, хармоникашот се знаат. Уште од нижо, уште од деца, 10 години. Пред се ние сме другари пред да станеме бенд. Се оформивме, ви кажав како јас пропеав, тоа беше уште бевме 4-та средно, тука прва факултет која траше се оди. Тука се одлучуваше, тука почнавме да вежбаме. Заедно Деки е 1 година помал генерацијски од нас бубњарот. Дејан Стојановиќ, гитаристот, што ни е сега моментално, не ни беше од самиот почеток. Првиот гитарист ни се викаше Бранко, што негде работи во странство, мислам дека моментално и цело време шета. А Јордан многу интересно почна со нас во бендот, бидејќи он свиреше пред тоа во многу рок групи. И он е рокер во душа. И има фирма за превоз и он не возеше каде што требаше да настапуваме. И така си го земавме со нас како наш добар пријател пред се, па после музиката, бидејќи така ни е заснован бендот. Прво да сме пријатели, па после музичари. Ние не сме сите, да кажам, јаки поединци, него како склоп сме одличен бенд, он знае за што зборам. Добре, екипа е битно да има. Значи, свиот бенд су академски музичари? Само ја не сам. Што си? Јас сум полуакадемски певач. Ете видиш. Да. Ама ти, значи, даваш гол со главу, тако ли? Давам со главу за тој што учи појање куде едног професора од Тетово. И многу си го поздравувам Владо, мојот професор, што ме научи да пеам, бидејќи јас бев тотален аутсайдер во пеењето и мислам не ни сум сакал да пеам ништо, пред тоа имав нешто хорско пеење пеев, ама човекот ме научи на се што знам сега и мислам дека и јас, фала му на Господ, можам да префрлам на друг знаење поради него, ради тоа што стварно има завршено доста добра работа, бидејќи луѓето што не знаат нас како бенд и мене како пеvač знаат колку сум напреднал во пеењето и мислам дека тоа е на сите клипови и песните како што ни се одвивале од првата па до сега 10-та што треба да пласираме, да видат тоа, да видат напредок во вокал и во, како да кажам, во интерпретација. Ти знаеш зашто зборам. И како иде? Човек си е... Кажете ми на мене. И како иде клавиатура, зима армонику и одма иде каде невеста? Па сега за сега не свириме се с армонику. Сак не, а? Сега знаеш дека стезерите се во мода и ние грото свириме забавна музика. Така е. Да не речам забавна, модерна, се што се подразбира под забавна, да не именуваме, нели?
Многу кратко свириме народно на свадбите и тоа лично мене не ми се допаѓа, бидејќи македонското, автентичното што се бара на свадба се повеќе порано беше ај саат време, сега е веќе 20 минути 15. Така е? Да, и мене малце не ми се допаѓа, ама и само поради тоа, значи излишно да излезе со хармоника 15 минути во се. А да шалати се Извинете. дечко, овој песмо знаеш ли го да го изсвири? Чекај само извини да прашам, зошто ја викаш хармоника? Слушна како ја рече? Како е? Таа генерација вика Хармоника. армоника кажа. Хармоника ли? Армоника Видите, може кажа. на вашиот јазик Да, исто нешто ти е си тоа. итиш, Армоника, па што се Армоника, љути, јас затоа Ние сум не со ги генерација. исто. С негова генерација, с бабу ми, затоа не играм на букву на букву. За нема на букву А е армоника. И ходи и игра, увек тепа. Затоа Што се баба ми е генерација? ви сте негде. Да, туј смо. Боро, можда е помлада некој гори од тебе, не знам, не сум сигурен. Се дори има фризура со боцки како мене. Хо, Дека се сум нагоре модерен, го тера, нагоре да, го тера. Во стејци. Модерен тип. Исто истепани гаќе. Да, ти гледаш, ти си Гледа, купила... ти си постар од мене, бе. Стварно, што е работа со Исти тие истепани гаќе, цепови? гледај. Па братот, Туј за се се Винаги луфтира, цепот, брат. Лофтира. Татко ми викаше, Боже ме прости, новија исцепани купуjem, што е со сватика. У наше време срамота беше да се носи Е, па тоа. исцепани. Сега се што не е интересно, е интересно. Што кажа за песмо наручке, што? Но и за песмо наручка да кажем, нели, јас сум у тамбурачки бенд, некој, и се дешава. Дојде мако, ама и ја доваѓам и сака од една страна тегли кум. Ови песмо за мене, од друга страна тегли татко, што му се родило дете. Нега слушај, нега остави, ти имам кум, ја како кажу татко, а у средину тегли побро. Не, ја како кажу тако ќе биде. И са кој песмо да ги споеш? Ти, ја А ќе ти он те кажам. го рецитира на уво. У меѓувреме док поеш, он ти го рецитира песмо. Знаеш, она е, знаеш, многу весела песма, ти го скажиш. Сите им се смееш. Да, ама мора да го поеш песмо што ти го тражи онај. Што е татко? И значи тегли за едну крагњу, за другу крагњу И за машну. Па ти друг пут не го стављај башњу, па ќе видиме зашто ќе те тегли. Види, најбитно е да не стигне до невестата. Чигум вака го влечат машки, мислам дека е добро. Епа, Чичо Зоке? Чичо Зоки, да. Другар му Чичо Зоки. Не. Ја така се одам со невестата. Одете невестата, прашете и невестата што ќе ми каже, после се изјавам од неа дозвола, пошто иначе на глава ќе ти се качи. Да, обично она одредуе. Што каже жена, тој бидна на крај, не. тој би да Сите академци рече, само ти не си, ама и ти имаш завршено факултет, ама имаш и Што средно. здрави ќе магистрирам, тоа е Добро, чудо. сега кој нема факултет Повише завршено? бакшиш ќе ни дава. Освен ја и Коки. Ја ќе магистрирам, сега повише бакшиш ќе ни дава. Немате проблем, значи, иако се академски музичари, немаат проблем со тоа свирење, вечна дилема, дали треба да се свири комерцијална музика, дали треба... Ама види, тие стереотипи, мислам, сега, не са, значи, не ми е целта да ги навредам оние, да ги речам што се андерграунд или што свират алтернативна музика. Но ако решиш да заработуваш добро и да живееш од музика, само тоа што ќе го работиш петок и сабота, и он знае. Мора да знаеш се да свириш. Реално, ние сме, толку време сме биле, нели, во бивша Југославија, тоа е што е, тие се песните, мора да знаеш српски песни, мора да знаеш босански песни, мора да знаеш хрватски песни, мора да... Значи во кафана е се може да се случи. Па и На свадба, бугарски песни. на која свадба си бил ти да нема гости од Србија? Значи во Кумарово поготово. 90% има гости од Србија. 90% ние бар што сме свирали. Во Скопје му да направиме. Значи сега што да се лажеме дека нема, сите имаме роднини што живеат некаде дали во странство, дали во најблиските земји, да не се лажеме. Значи немаш лошо мислење за она, говореа многу пати, се зборува за тоа и се дискутира за таа шум музика од Србија што доаѓа турбо фолк и такви. Многу малце луѓе знаат ко прво по дефиниција што е турбофолк. Моменталната музика модерна, младите што ја слушаат, тоа е турбофолк. Се измешано. Турбофолк се неколку песни ново компонирани. Нема турбофолк. Турбофолк по дефиниција е диско ритм со народен мелос. Значи, Добро, иако тука има некој ептен што не се за слушање, ама има и нешто што... моменталната трап музика како смер, тој е тежок турбофолк. Затоа што тоа е бит, значи трап бит, модерен бит со народна мелодија. Па Јелена Карлеуша, турбо фолк е. Па и последните песни неа не се турбофолк, да речеме до одреден хитовите што и беа, се турбофолк, нели тоа е дефиниција за турбофолк. И Рамбо Амадеус има, не знам колку сте го прателе, има многу пати он зборна за тоа. Тоа што турбофолк, што турбофолк? Сега е се турбофолк. Знаеш нешто што не е турбофолк сега? Кажи ми 2-3 нови песни што се компонирани на Балканов што се хитови, што не се турбофолк? Нема. А какво ти е мислењето за македонската музичка сцена? Дали
е доволно, дали имаме доволно интерпретатори кои што можат да прават квалитетни песни? Имаме, нели, квалитетна музика, сите велат дека во Македонија се Секој снимаат трет добри. пее, прв, втор, трет. Втор не. Не, Затоа него забрането ми секој е. трет, па прв па трет. Втор само збори, Ти он не рече пое. секој трет. Да, јас сум втор Втор дека, само, да, само добро, збори, он не Не знам пее. тука у студио некој пее некој од нас. Ако не пее, ќе Шапка во пропее. Ќе пропее. Знаеш како? Кај нас многу лоша слика се створи за тоа од кого нема Тоше, нели? Значи Тоше беше за нас една музичка икона што е недостижна и мислам дека никој на Балканот за толку краток период не може таква слава да стекне. Значи да не ги набројам кои пејачи од Србија не постоја додека Тоше беше жив, па после он почина, па он и направи кариера. Па ќе кажам, не сакам да споменувам кој е, за кој се работи и колку луѓе. Во Македонија се створи тоа, како Тоше. Еве пеј, ема ти го имитираш Тоше. Ема ти, а кого да имитира? И зашто да не? Тоше беше наш Елвис Пресли. Значи, Тоше и ќе беше, ќе ги погазаше сите. Значи, Тоше со The Hardest Thing, не знам колку месеци рекордно беше на прво место на MTV. Значи, тоа се сериозни бројки имаше у тоа време, за како у тоа време. Сега е друго, сега се алгоритмот е поинаков на социјалните мрежи и се тоа. Ама за тоа време ти да имаш толкава слушаност, толкава посетеност на концерти во секоја држава од бившите ју простори. Значи, тоа беше сериозен играч, значи немаше. Сега, кога почна македонскиот народ да прави споредби. Значи тука зборам за Владко Лозановски. Нели Владко Лозановски кој излезе, он го имитира точно. Владко Лозановски наполни сала 15.000 луѓе. Така, така. Тамара супер. Тодеска наполни сала 15.000 луѓе. ДНК сега наполнеа сала 15.000 луѓе. Не значи дека немаме. Не е дека нема. Има квалитетни продуценти. Лазар Цветковски, Дарко Димитров, Роберт Билбилов. Кои работат Кој, и за... Не, кој им ги прави на србите песни? Да, тоа Кој им сакам ги да прави? кажам. За нив работат многу. Елвис Пресли го спомнавме покрај Тоше. Ајде да те прашам малку музичка историја, ти колку знаеш. Не идев на историја на музика, ама нема врска. Рок н рол мора да знаеш, бе, Елвис Пресли во прашам. Ај се, награда ќе дадам ако погодите. Да. И ти учествуваш. Ајде. Која е последната плоча на Елвис Пресли? Па валја над гробната. Браво. Ти губиш, он погоди и ти даваш награду. Сам ке река фон. Истресете се. Види, знае. Свети Валентини се ближи за 2 дена. Знаеш дека не го знам, се ми текна. Да, Текна, викам сигурно кумановска фора нека јака ги да ме зачука. Ти да не беше од Кумано, немаше да му текне. Надгробно, види. Ама дружи се с кумароци, види колко е тој. Која позитивна предност енергија. тој. Да. Свети Валентин се ближи, дали си романтичен, купи нешто на... Воопшто, брат, дали ти изгледам на романтичен тип? Не, загледувам маш. Па не знам. Чекај, ја не смеам да ти врту више тебе грб. Седи си вака посигурно. Немој што Зоки ти. Не сум романтичен тип. Не почитувам, значи само почитувам православни празници. Тоа за мене е нешто непостојачко, бидејќи ако се посветуваш у моментов на жената, нели, треба да се посветуваш константно. Како ви кажам? Има Јаш 5 години. прошењето има, Да, константно, на 5 години. на па- 5 години, на 5, ама да си константен. Ти знаеш ли кад Не се да пада се- Свети Валентин? На Свети Триф. Не бе, на 8 март. Ја купина, девојко ми овој, менџушки. За Свети Валентин едно, а друго за 8 март. И па не Еден ни за пар, таки за менџушка. така. Е, па Се да. гледа на количина и ги потпишуваат позади. Ај види која за која ти е, и ги чути. Кој тип на девојки сакаш? Као тип има? Ајде за мушко кога ќе прашам, кој тип на мушко сакаш? Мисло типови, нели? Тип 100, тип 400. Да. Тип 400 за мене, да, не е важно. Да, ти Кој тип на женска сакаш? Па види, во текот на мојата кариера со женски, што неодамна ја завршив, Богата додади, да? мој тип на кариера со жена е да биде моментално пред се да е образована, да е културна, да е квалитетна во тоа што го работи, да е воспитана од дома, пред се и да знае да комуницира со моите пријатели. Мислам дека тоа се доволно работи за да функционира нештото.
Да е убава, да е паметна, да е Абе, вредна. тоа брат, види, тоа си доаѓа, тоа по човекот. Како што зрачиш, што привлачиш. Не може он убав човек. Не може он убав човек сега што да он Што зрачиш, што привлачиш. Убава, паметна, вредна и вика ти нема никога се жениш. Ти гледаш што правиш за Ја кад прашувам, мене кад ме прашува со ти за какво сакаш да се жениш, па викам сакам да е убава, паметна, вредна, сабаре да направи доручек, попладне да направи ручек на вечер, вечеру, да ми помогне кога ќе се бањам, да ми помогне кога ќе кречу, вика ти да земеш лопату у гробиште, да си скопаш така вика. Нема таква жига. Тие се изумирање, а има такви жени, имало пара. Има. И да знаеш. Пред некој време излезе од една врска за која што сите се заинтересирани во Македонија. Така да. Ја немам многу да те подпрашувам, ако сакаш нешто ќе ни кажеш, ама бидејќи тоа се случи сега, слободен си, не си, женидба ќе има ли бе брат? Ја не Твоја планирам да свадба? се женам. Ама обично тоа не планирано и. Ама види, И ја брат, не јас- планирав, ама бивша ми жена ми рече, Рече, вика, ајде брат. ајде. Блиска иднина не планирам да се женам, тоа не е воопшто и малце решив да си дадам време за себе. Знаеш, кога ти се случат неколку работи така што ќе те, да речам, ќе те освестат, знаеш, се случиле повеќе работи, гледаш да извлечеш поука, нели од се. Јас од се животот сум гледал да извлечам позитивна поука и додам понатаму со поголемо искуство. И фала му на Господ да сега тоа се покажало како добро и сум се поуспешен и поуспешен. Никогаш не сум, да речам, паднал. Секогаш сум станувал. Јас сум малце, како да ти кажам, нема никогаш да покажам, лав сум у хороскоп, нема врска, нема никогаш да покажам што, како и кога сум бил паднат, никој нема да ме види паднат, ама од се сум извлекол позитивна поука, со позитивна енергија сум излегла, сум стварал нешто многу подобро. И сега мислам дека со новава песна што ќе излезе, тоа ќе биде уште подобро. Што го кажуваме кај вас како прва емисија, немам кажано нигде. Спотот ни е 90% готов. Чекаме мастер верзија од Лазар Цветковски пред 20 минути пред да влезам во една емисија, разговарав со него и ќе ми биде многу драго тоа што ќе го чуете и видите, бидејќи мислам дека е интересниот склоп на музика што ја створи Лазар Цветковски, нешто што додадов јас, текстот е на сестра му на Ена, што за прв пат соработуваме со нив, иако со Лазар сум подолго време пријател. Мислам дека јавноста ќе има една поинаква слика за Либеро Бенд. Ти посакувам голем хит, ти посакувам нова успешна врска на љубовен план. Чекај бе, рано е, ова сака да ме Не одма, не одма. Ожени ме човеќе, Ни криво га, ни дужно га тоа жени. Јас само те предупредувам што може да ти се деси. Он се заебал, па се... Што може да ти се деси? И полага свеж бање, па си направи ја тело, ќе те мава. Не, још за 2 месеци. Добро ќе биде. Ти ли ги маваш женски или они тебе? Чекај сега ги маваш, ова на како преведен. Па кумановски ги маваш. Ги маваш само мација да се јавноста може Ја и да колки ги помисли. мама, па ги Ја, размавам. ова треба Здржа. да постирам у Скопје, се гледај кој ги маваш женските, ти тебе или они тебе. И ќе ме тужи некој. А мамање бе. Мамање, на скопски- тепање. Ау, никако. Добро е, ова режија, ова Не, има ли не, ова? не. Никако мавање. Види, у принцип ме мавале. У принцип ме маваат, пошто така ми е позицијата. Јас сум грд, знаеш. Добро, ма женска рука Као е што ти мила се и... сврте од него прескот, знаеш. Човек, фала што ме подсети. Чуеш што е твое. И сега мораш така малце гард, да се смеев со една другарка пред некој период, вика мораш да пазиш на достоинството. Ја у периодот пазам на достоинството, разбираш. И ја пазев. Па ќе немам девојка, ќе немам и после достоинството на страна го тргам и што се вика на колена. Абе што кога ќе се влюбиш, тоа ти е. Ти благодарам уште еднаш што беше со нас, се надевам дека ќе имам и нова прилика. Секако И се јас. надевам дека ти беше интересно. Преинтересно одамна волку позитивна енергија не сум осетил во една емисија од ваков забавен карактер. Фала ти уште еднаш, вие, мислам на жените, дамите, девојките, да? Ајде бе, кажи ги сите. Значи, бидете Мачкици, наш трек, тигрици. не планира уште да се жени, има слободно време Има колку човек. сакате. Имате и уште малку време со Нема љутиш. Глеј го бе, ладна како шприцер. Добро бе, жено, како може да не се нервираш кад ја цело време ти се деру на тебе? Тако е фино. Кад ме издервираш, земо и изчисту га купатило. Цело. И како ти тој помага? Чисту га с твоју четкицу за зуби.
Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, Сум дремнал малку. И веднаш сонував. Да, сонував дека не е зима, туку лето. И дека сум на одмор. Некаде во Шпанија, мислам и Бица беше. Да не ме разбуди ова музика, може би ќе остане во уште некој ден, бе? Добро, од друга страна пак може би и добро што се разбуди. Бидејќи пред некој ден прочитав некаде дека некоја жена си го убила мажот на спиење. Па си мислам, бре, мајката, какво време дојде да е посигурно да спиеш со туѓа, отколку со своја жена. Па може би и затоа многумина си спијат на работа наместо дома. Побезбедно е. Сега внимавајте како ќе заспиете после ова, а кога ќе помине една недела, пак да не гледате. Ние доаѓаме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежаи од Тетра Мебел. До следниот викенд внимавајте што сонувате. Оти велат, понекогаш сонот може и да се оствари. Чао. Не веруваја он дека жена и муж, муж, пуш. Пужи, мужи, пуш. И мож да, и мож не. Ветерот толку не можу больши. Старинска. Ама знаеш што направо? Сипу едно, па другу, Па треќу, па четврт. Зима бре, зима кој да ти даде? Нема кој да ти даде, бе. Зима кој да ти даде. Што ти токо погреши? Ја на тебе, шефе, па ме И од Ферус, и од Джамбо заедно. Зима, бре, зима, кој ќе стигне